Денес нема рецепт. Денес има благи задоволства. Не ви нудам ништо благо и комплицирано, никаква торта во слоеви, но сакам да ви понудам нешто што може да го направите секогаш кога сакате убаво расположение, секогаш кога сакате убава дружба и да покажете некому внимание. Многу често, кога сакам да викнам некого на кафе или сакам да се дружам, нели, во било каков формат, сакам да ги изненадувам луѓето со одредени работи кои не ги очекувале. Па така со кафето знам да направам благи гевреци или закуски или мали колачиња, кои секогаш се добро изненадување и добар стартер за убав муабет. Секогаш луѓето се среќни кога конзумираат убава и квалитетна храна, а денес ќе ви направам едни гевреци кои може да ги направите брзо, не стасуваат и ќе ги послужиме со едно феноменално фонду од чоколадо, за кој секако се погрижија, Карес и Витаминка. Витаминка ме опреми со благата програма, а Карес ми го донесе нивниот убав апарат и совршено ме изненадија за денешната инспирација. Благите гевреци ќе бидат направени со убава нишка на портокал. Се прават со пeciво. Меѓутоа има техника како да ги направите да бидат совршено меки, да бидат совршено искуство и нешто што знам дека доколку го пробате и го направите како што треба, ќе стане дел од вашето мени секогаш кога сакате да изненадите некој. Ке направиме благи гевреци кои јас ќе направам од половина килограм брашно, доколку сте поголема фамилија. Очекувате поголемо душтво, само големете ги состојките, онолку колку што сакате, 2 пати, 3 пати, колку што планирате да правите. Она што е многу важно да користите во овој рецепт е топло млеко. Моето млеко, количините ќе си ги видите во тетрадката. Ке го згрејам, значи млекото треба да биде згрејано од прилика на 50 степени. За среќа јас ја имам микрото на горење каде што можам да ја контролирам температурата на намирниците, но доколку го греете на шпорец, секогаш ставете го прстот и зброите околу 10 секунди, доколку не чувствувате пецкање на прстот, тогаш е доволно топло млекото, а не е претопло за да го свари јајцето. Многу е важно да користите повторно јајце на собна температура. Доколку ставите јајце од фрижидер, пецивото на кое му е потребни му се 2 брана на подигање. Ќе го активираме со топлото млеко, а дополнително кога ќе отиде во рерна и малку сок од портокал, сокот од портокал има блага киселина во својата позадина, така што пецивото ќе реагира на 2 начини. Ќе реагира од топлината на млекото, тоа ќе биде првото активирање, киселината од портокалот ќе биде второто активирање и топлата рерна ќе биде третото. Ќе имате благи, убави гевреци кои се, па можеби да бидат доручек, но се убав додаток на кафе и чај. Сега би сакала да ви го објаснам процесот. Доколку сте почетник и едноставно не сте искусни во печењето и во месењето, јас би ве советувала да следите техника каде што прво ќе ги измешате влажните, односно мокрите состојки, а посебно ќе ги измешате сувите состојки и сувите состојки ќе ги додавате во мокрите. Тоа се прави заради тоа што никогаш не знаете колкаво е јајцето, колкави се, значи која е капацитетот на брашното да прими влажни состојки и заради тоа секогаш е добро да го направите на тој начин. Јас денеска ќе го правам обратно, не заради тоа што не е тоа правата техника, туку заради тоа што многу често го правам овој рецепт, па си ги знам точните состојки кои ми се и заради тоа можам да си дозволам да го направам тоа. Доколку тестото ви делува повлажно и помеко, секогаш не додавајте многу брашно внатре, него само просејте брашно околу тестото и обработувајте го додека не ја добие правата конзистенција. Млекото го стоплив, ќе го префрлам во една мирица, претходно ќе да си изберам, ви требаат 80 мл, секако брилијантно чогледово масло. Битно е да ги следите насоките за тоа колку ви се потребни влажни и мокри состојки, заради тоа што готвите со пeciво, нели? Не е квасец. Квасецот може да ве спаси во многу работи, дури да го утнете, да ја утнете конзистенцијата на тестото, квасецот може да ви извади, но пецивото не. Затоа секогаш бидете внимателни колку и како ги комбинирате состојките. Едно јајце, рековме на собна температура, затоа што нема да го пресечете на тој начин тестото.
Измешајте ги. Само колку да бидат благо размешани. Внатре рековме, единствената состојка која ќе ја ставиме да го ароматизира тестото ќе биде кора од портокал, а за да му дадеме малку удар на пецивото ќе ставиме внатре малку сок од портокал, само една лажица. За сега поважно ни е да го ставите зачинот, односно кората од портокал. Убаво ренде, моето е карез. На ситно. Секогаш рендајте додека не дојде белиот дел, бидејќи доколку додадете бел дел внатре, може да имате горчина, белиот дел од портокалот, лимонот горчи. И секогаш гледајте да бидете внимателни до каде рендате. Само допир. Буквално пола лажичка е. Не е ни повеќе. Измешајте. Во брашното ќе ги додадеме сувите состојки. Имам едно пecivo, имам шекер, обичен бел. Измешајте. За се да се соедини. Направете кратер на средината, дупка и додадете ги мокрите состојки. Одеднаш и почнете лека прво со лажица за да ги соедините, нели, брашното и оние мокри состојки кои ги ставивме, а и да се спасите од нередот на рацете додека тестото е лепливо и не се започнати сите хемиски процеси внатре. Ќе бидат масни, ќе бидат убави, нежни, ароматизирани. Значи месете додека не направите малку погусто тесто кое лесно може да се обработи во раце. И потоа ви треба многу месење, за да гевреците не стасуваат, но треба едно добри 7-8 минути да му дадете енергија внатре и да го направите гумено и растегливо, затоа што потоа ќе ви покажам поинаков начин како да направиме убави гевреци. Го избесив тестото, добри 7-8 минути. Не знам дали може да ја забележите целата густина на тестото, апсолутно е меко, треба да е меко, но кога ќе притиснете со прстот, тестото се враќа во својата првобитна димензија. Исто што е многу важно е да го одморите тестото после месењето, 15 минути, за да може да се десат сите хемиски процеси кои го прават месењето, нели, наука. Тврдам дека месењето е наука. Направив една долгнавеста векна, затоа што сакам да ви покажам еден поинаков начин како да направите вакви благи гевреци. Карес повторно ми донеса нови играчки, ме држа цело време заинтересирана и моите когнитивни способности ги развиваат во кујната. Имате специјализирани убави модли за правење гевреци. Многу се интересни и дополнително се практични заради тоа што одоздола се издупчени, па ќе дозволи целата топлина да продре внатре и еднакво да ги испече, а при тоа да ја задржат својата форма. Тоа ме инспирираше да направиме една поинаква форма. Имам тука, мислам дека 6 модли. Ќе направиме неколку топчиња. 5, 6. Убаво. Измесете го повторно со притискање и направете повторно вид на долгнавеста векничка. Мислам дека ви треба сукала. Едно од моите. И векничката само раздолжете ја доволна да биде за да го облее целата модла. Доколку немате модли, а се уште не сте решиле да ги купите, слободно направете ги во оваа форма, убаво притиснете ги на крајот за да не се разбијат. Ви треба нож за сечење пица и направете 3 линии и начинот на кој ќе ги формираме овие гевреци е така што ќе ги извртиме.
убаво спојте ги на крајот и имате едно совршено различно геврече од она што се очекува. Направете го истото со сите други и се печат во рерна на температура од околу 180-200 степени. Кажувам 180-200 бидејќи имате рерна на горење, има вентилатор. Секогаш кога користам вентилатор, а за ова посебно ќе користам бидејќи модлите го бараат тоа. Секогаш кога имате рерна со вентилатор 180 степени, секогаш кога имате без вентилатор 200 степени. И ги видите на крајот ќе им ставиме шикар во прав и ќе уживаме во креацијата и специфичниот вкус на едно неочекувано геврече. Ајде уште на само да ја повториме постапката. Убаво истегнете го, не треба да биде многу тенко. Значи, ова е таа дебелина, не знам дали може да се забележи. 3 линии на средината. И почнувате со спирално моткање за да направите ролање, за да направите убаво геврече која има поеднаква димензија. Модличките директно одат на решетка, а бидејќи ми остана малку тесто, доколку немате вакви модли, а се уште не сте решили да ги купите, можете да ги ставите директно на плех и да ставите хартија за печење. Ќе ги печам прво тие со модлите, бидејќи не смее да има ништо доздола, за да не ги изгубите својствата на модлата која има доздола дупчиња, го продира топриот воздух. Рерната треба да биде секогаш загреана. И се гледаме за кратко со фонду. Гевреците се готови. Можете практично да ги извадите. Немој да се излажете дека силиконските модли не се топли, апсолутно се врели како секоја тава. Јас ќе одам чекор понапред и секако ништо без витаминка. Ќе им дадам една друга димензија. Ќе ги оставам да се изладат. Заради тоа што ако ги извадите директно од модлата, може да бидат залепени доле. Секогаш кога користите силиконска модла, дајте им малку време да се изладат. И следно, чоколадно фонду, кој оди совршено со моите гевреци од портокал. Направивме гевреци. Гевреците се можеби нешто суштински што може да го каснете кога имате некој убав чашка муабет со пријатели или по дома. Апсолутно во овој период научивме дека седењето дома мора да најдеме начин да си го направиме посуштински интересно и да се помириме со целата ситуација и секако да најдеме трошка среќа внатре. Нема поубава трошка среќа од фонду. Јас морам да ви кажам фан на фонду од сирења, но кој би одбил фонду од чоколада? Апсолутно денеска имаме благата програма на витаминка и ново фонду од каре. Јас сум пресреќна што фондута на каре се гусано и можам целата постапка на топењето на чоколадата да си ја направам на плотна. Го ставам директно садот на плотна да се загрее и внатре ќе ставиме неколку состојки. Моето чоколадно фонду содржи бело и црно чоколада. Црното чоколада за да му го даде тој чоколаден вкус, нели? Белото чоколада на витаминка е млечно, за да ми даде убава млечна основа. Имам сладка павлака за готвење, малку путер и секако ванила за да се подобрат вкусовите. Ќе го растопам прво путерот.
И ќе ставам 2 чоколади. Претходно, од кога ќе ми се растопи путерот, прво ќе ја сагреам павлаката, за да улесно ми се стопи чоколадата. За сите тие неписмени почетници, како мене, за благи работи, секогаш е добро да си помогнете со состојките. Убаво искршете го чоколадата на парченца. Моето е убаво црно. Имам бело чоколадо млечно. Имате и јагода. Витаминка во нивната програма имаат чоколадо од јагода. Баш има една прекрасна розеникава боја од кога ќе го стопите. Не знам дали слушате, веќе црцари путерот, внатре оди павлаката за готвење. И кога сето тоа убаво ќе се стопли, мислам дека ќе имаме едно божествено искуство денес. Ванила. И веќе павлаката врие, може да го ставиме чоколадата на најниска можна температура. Знаете, кога нашите мајки или оние професионални готвачи кога прават сладки, секогаш го прават тоа на пареа, па го топат чоколадата за споро и полека да се стопи, но почетници како мене ќе става сладка павлака, ќе ја стоплат, ќе ја згреат заедно со путер и ќе направат убав чоколаден крем. Ова може да биде убава основа и за мус, доколку сакате. Потоа, од кога ќе го исконзумирате фондуто, нели со силото овошје кој денеска ќе го ставиме. Од преостанатото чоколадо ставете малку овошје, ставете некој бисквит, можеби да спина или на витаминка и направете чашка со убав муси. Овошје, бисквити, се она што е дел од тие убави чашки. Ако ви остане, секако. Убаво промешајте го, моето веќе се стопи. Фондутана има, знаете дека секогаш за да го држите чоколадото стопено, има ова фондо има можност да користите алкохол, односно да ставите алкохол и да го запалите. Јас денеска користам свекичка. И бидејќи ми е готова чоколадото, ќе го префрлам, многу е топло, внимавајте. И имате регулатор. Секогаш кога ќе видите дека чоколадото веќе се стоплува, имате регулатор за да може да го затворите, повторно да го запалите. Јас во моментов ќе го оставам да си се грее и да биде стопено. За тоа време ќе го подготвам овошјето. Денеска избрав јагоди кои ми ги достави пакет МК, совршени, имаат пилјара. Знам дека веќе знаете дека имаат убава пилјара. Ставам на половинки, заради тоа што убаво ми изгледаат. Јас би ги ставила и со се зелениот дел, само ради изглед. И ќе ги расечкаме сите. Јагоди. Доаѓа пролетта, доаѓа летото. Најсрекна сум кога ќе ја видам лубеницата. Тоа значи дека доаѓаат сите оние летни преубави денови, најубавото овошје на светот, зависно сум од лубеница. Че можам со лажица буквално вака да си исечам и да си јадам лубеница. Кога почнуваат лубениците, ми е основна храна. Доручак, ручак, вечера ми е лубеница. Иако сакам овошје, искрено сакам сите видови на овошје. Ќе ставам малку мандарини. Направете во убава чинија, направете декорација. Затоа што фондуто во основа е еден хедонистички пристап, односно нешто што се конзумира споро, нешто што ви дава време сами да го контролирате процесот и залчето, односно се што сакате да ставите во чоколадата. Имам една банана. Банана и чоколада секогаш се совршен брак. И за оние кои се љубители на
круша и јаболко. Ставам убаво јаболко. Секако внимавајте и контролирајте го залчето, заради тоа што капакот, ќе го покажам, има капак, каде што со помош на вилушка треба да си буцнете и да може да го собере во капакот, така да секогаш контролирајте го форматот на залчето. Доколку ставиме цела кришка, нема да може да ја потопите цела во чоколадо и целиот торт да ви биде баш онака пропаднат. И на крајот имаме една убава крушка. Билјарамовка, мислам дека ова, да исечам тенко, за да не знаете што е. И толку. Начинот на кој се конзумира фондуто, ето тоа што земате едно овошје, оди во чоколадото. При тоа се одушевувате на прекрасните мириси. И чашка муабет, добро друштво. Тоа е тоа. Се гледаме за кратко со сите подготовки денеска. Тоа беше се за денес. Претходно, доколку користите овошја кои оксидираат, секогаш ставете по некоја капка лимон, за да ги го задржите нивниот изглед. Лимонот ќе им помогне да останат свежи, да задржат својата боја, додека ги чекате оние кои треба да ги удостоите со ваков пречек. Јас за тоа време ќе си направам кафе и тоа беше се за денеска. Може би не ви понудив некој специфичен рецепт или може би не ви дадов многу знаење денеска. Но сакам да ве научам дека е во ред да си дадете кралски пристап, односно да ги истретирате сите оние кои ги сакате со специфични подготовки и чашка муабет, а сето тоа да го надополните со убав пречек. Ние се гледаме веќе во следната епизода, каде ведувам дека ќе ве изненадам со оброк можеби. Останете ми добро и уживајте во секој момент кој ви е даден во животот.